Добар ден, прво издание на Дневникот на Канал Плюс. Еве што ќе гледате. Кражбите на автомобили зачестени на подрачјето на СВР Штип. Во пораст се и сообраќајните несреќи во регионот. Од средината на месецот УЈП најавува присилна наплата за долговите за радиодифузна такса. Финишира имунизацијата против сезонскиот грип во Штипскиот центар за јавно здравје, уште 200 вакцини за жителите на Штип и Карвенци. Министерството за земјоделство подготвува проекти за изградба на мали сушари наменети за вишокоземјоделски производи. Во источниот регион има само 2 сушари во Штип и Берово, а проценките се дека уште неколку успешно ќе работат. Според министерот Михаил Цветков, сушарите ќе овозможат сигурен пласман и повисока цена на сезонското овошје и зеленчук. Земјоделските продукти кои ќе им останат залиха на земјоделците ќе имаат можност да ги пласираат освен во свежа и во сушена форма. Министерството за земјоделство најави проекти за изградба на мали сушари наменети токму за вишокоземјоделски производи. Овој проект ќе биде реализиран преку ИПАРД програмата, најави министерот Михаил Цветков. Овие проекти ние ги, како што реков, ги изготвуваме, ќе бидат достапни до земјоделците и со истите проекти можат да конкурираат на програмите пред се на ИПАРД програмата, каде што имаме доволно средства и истите од ИПАРД 2 програмата ќе бидат 60% кофинансирани. Секој знаете дека во тој правец ние формиравме гарантен фонд каде што 50% од хипотеката ќе ја гарантираме. Преку овој проект производителите на земјоделски производи ќе имаат плюс бенефит. Работа ќе се отвори за веќе постоичките сушари за преработка на овошје и зеленчук. На истокот вакви сушари има во општина Берово и Штип, чија што главна дејност е сушење на овошје и зеленчук. Во тек е имунизација против сезонскиот грип. Вирусот на грипот се уште не е регистриран во регионот, така што оние кои сметаат дека имунизација им е потребна, сега е вистинско време да се вакцинираат. Во Штипскиот центар за јавно здравје има уште 200 вакцини, а вакцинацијата финишира во сите центри за јавно здравје на истокот. За само 2 недели, 1000 штипјани примиле вакцина за сезонски грип. На располагање има уште 200 вакцини. Најголем интерес е оваа есен за вакцинација има од страна на повозрастните лица, постари од 60 години и од хроничните болни. Да, се уште интересот кај граѓаните е голем. Потрошиме некаде нешто повеќе од 1000 вакцини, меѓутоа имаме на располагање уште 200 за Штип. Вакцината против грип е индицирана, односно треба се даде на лица постари од 60-65 години, бидејќи кај нив грипот дава по-големи компликации. Потоа се дава на луѓе кои имаат хронично заболување, срцево, белодробно, диабет и на оние лица кои можеби да се и помлади, а имаат намален, поред некој заболување имаат намален имунитет. И на секој оној кој што сака да се заштити од грип. Покрај повозрастните лица, вакцина за сезонски грип може да примат и бебиња постари од 6 месеци. Од почетокот на имунизацијата против сезонски грип во Штип нема регистрирано случај на вакцинирани деца. Немаме таков случај, меѓутоа вакцината се дава на бебиња со наполнети 6 месеци. До 36 месеца се дава половина доза, а од 36 нагоре се дава како и на возрастните. Вакцината против сезонски грип е произведена согласно препораките на Светската здравствена организација. Штити од вирус на грип од типот А H1N1, типот А H3N2 и од групата Б. Годинава се обезбедени 31.000 вакцини, кои се распоредени во сите центри на јавно здравје во земјава. Во пораст се кражбите на автомобили на подрачјето на СВР Штип. Во пораст се и сообраќајните несреќи. Викендов 3 сообраќајни инциденти во Штип, една во Делчево. Изминативе неколку дена на подрачјето на Штип зачестена е криминогена појава на одземање на патнички моторни возила.
Досега од почетокот на годинава на подрачјето на СВР Штип се регистрирани 34 кражби. Имено се работи за крадење на возила во згодна прилика, каде најчесто собствениците на возилата не ги заклучиле истите, ги заборавиле клучевите во возилата и слично, со што крадците, користејќи ја оваа прилика, ги ставаат возилата во погон, ги возат, ги оштетуваат или со истите вршат некое кривично дело или прекршок и на крајот ги оставаат и напуштаат. Од секторот за внатрешни работи со апел до собствениците на моторните возила. Собствениците на возила да ги обезбедуваат истите, да ги заклучуваат возилата и во ниеден момент да не ги оставаат отклучени и со клучевите внатре во возилата. Освен кражбите на автомобили, на подрачјето на СВР Штип зачестени се и сообраќајните несреќи со тешки последици. Минатите 2 седмици, Кочани беше градот со најмногу сообраќајни незгоди, со смртни последици, тешки повреди и голема материјална штета. Вчерашниот ден Штип беше место на 3 сообраќајни незгоди, кои резултираа со материјална штета. Прво се судриле 2 автомобила во центарот на градот во краток временски период, потоа еден автомобил удрил во дрво, друг во бетонски ѕид. Автомобил завршил во ѕид вчера и во Делчево. Според надлежните, неприлагодената брзина и непочитувањето на сообраќајните прописи е причина за незгодите. Инаку во првото полугодие од годината на подрачјето на СВР Штип регистрирани се 157 сообраќајни несреќи со 3 жртви на патиштата и 243 повредени, од кои 53 тешко. Од тогаш до сега црниот биланс на загинати во сообраќајни несреќи со последната во Кочани се искачи на 7 жртви. СВР Куманово поднесе кривична пријава против двајца штипјани и двајца радовишани поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, грабнување и соизвршителство. Пријавените на 8 октомври околу 14 часот во Куманово, во непосредна близина на бензинската пумпа Макпетрол со патничко возило Volkswagen, се паркирале пред патничко возило Renault Megane во кое била МС од Србија, која на пријавените им ветувала дека ќе ги носи во Германија и притоа им наплатила неизвестна сума на пари. Откако не го исполнила ветеното, пријавените насилно ја внеле во нивното патничко возило и заминале од местото на настанот, со цел да ја натерат да им ги врати паричните средства. По кратко време во населба Карпош во Куманово, истите се сопрени од страна на полициски службеници и приведени во СВР Куманово. Управата за јавни приходи од 15 овој месец ќе почне со присилна наплата на неплатените сметки за радиодифузна такса. УЈП ги повикува граѓаните кои имаат заостанати долгови за радиодифузна такса да ги платат во најкраток можен рок со цел да не се изложуваат на дополнителни трошоци за присилна наплата и блокирање на нивните сметки. УЈП од неодамна воведе опција за електронско плаќање на радиодифузна такса. Општина Штип ги подсетува граѓаните дека во тек е оглас за отуѓување на градежно земјиште собственост на Република Македонија по пат на електронско јавно надавање. Станува збор за 23 парцели кои во најголем дел се наменети за деловни и стамбени објекти, а се лоцирани во населбите Сењак 4, Балканска, 8 ноември, Пребек, Македонка и Стари Бунари. Пријавите за учество на јавното надавање може да се достава до 10 ноември, а јавното надавање ќе започне на 12 ноември. Театарска представа од Благоевград, Бугарија, викендов беше прикажена во киносалата во Делчево. Публиката имаше можност да ја проследи драмата Ревизор, работена по истоимената сатира на Гоголь. Оште ли си тука? Дијавол да те вземе! Многу смеа,
Задоволство и горчлив реализам преживеа и почувствува делчевската публика на представата Ревизор, што викендов во киносалата ја прикажаа талентирани актери од Детското драмско училиште од Благоевград. Соработката со Центарот за култура Никола Јонков Вапцаров позитивно беше оценето и од публиката и од самите учесници во драмата. Сценографијата и режијата на сатирата од Гогол се на Бранимир Митов, а музиката, танците и шминката на представата се дело на Пролет Трифунова. Театрална школа Ермалак од Благоевград. Ние сме од Драмското детско училиште од Благоевград. До сега сме играле околу 300 представи со Ревизор. Децата имаат голем број на награди од меѓународни фестивали за најдобра представа, за најдобри улоги и така натаму. Многу се радувам што успеавме да дојдеме и да гостуваме тука во Делчево. И со ова представи, со неколку други представи ќе се обидеме преку други центри и домови за култура да видиме да го пренесеме едно ова убаво искуство, бидејќи гледачите видеа една прекрасна представа која што можам да кажам дека се граничи со професионалност. Дејството во драмата се случува во провинцијално градче во Русија, каде се е спокојно, животот тече нормално се додека не пристигна Ревизорот и се во представата се случува по неговото пристигнување. Иван Александрович Хлестаков, Ревизор. Какво приказвате? Това не е той е! Боже Господи, отдавна ли тук? От 2 седмици! 2 седмици! Боже Света Богородице! Боже Света Богородице! Помагайте, свети угодници! Помагайте, свети угодници! Улогите ги толкуваат 13 млади актери од Благоевград. Отвратителна стая! И едни, ей такива хлебарки! Като кучета хапят! Че работа! Такъв просветен гост! Да се измъчва от кого? От някакви си негодни! Фу! Во четврток во 19 часот и 30 минути во Дом на млади Штип ќе се одигра театарската представа Монодрамата Чекачот, работена според романот Јад на Трајче Кацаров, а во интерпретација на Трајче Јованов. Тема на представата е обидот да се промени природата на човекот и да му се помогне во потрагата по себе. Денес е време во кое владее материјалниот свет. Да бидеме попрецизни, во време сме кога владее капиталот. Луѓето глава даваат за полн джеп, полна уста или полни зъби. И сето тоа го прават на штета на духовната глад. Можеме да кажеме дека во светот шетаат духовно анорексични луѓе. Шетаат и мака немаат. Ова е само дел од монолог представата која ќе биде одиграна на сцената во Дом на млади. Станува збор за театарска представа со наслов Чекачот, работена според романот Јад од Трајче Кацаров. Според авторот, во третиот дел од Јад се зборува за тоа како одредени обштествени структури се трудат да ја променат природата на човекот. А во романот Јад станува збор за обидот да се промени природата на човекот. Го наоѓаме низ одредени конкретни случаеви кои што сами по себе зборуваат дека некаде во душата човекот има тајни места каде што ја чува својата непроменливост, каде останува за секогаш она што е. Кацаров истакна дека представата е направена со цел да му се помогне на човекот во потрагата по себе си, односно да се стави крај на дилемата дали ние луѓето имаме судбинско или механичко време, кое се противставува на судбинската определба. Театарската представа Чекачот е резултат на соработката на Дом на млади и театарчето за слушање и гледање. Именно Домот на младите, како што и значи во изминатиот период најавуваше и ја покажуваше целата соработка која ја нуди на сите граѓани на нашиот град, меѓутоа и на сите независни продукции и организации, значи веќе преминуваме на дело и за прв пат работиме проект со независна продукција и работиме театарска представа чие што име е Чекачот. Поред единствениот актер во представата Трајче Јованов, во ова дело Кацаров сликовито го опишал чекањето од раѓањето до смртта. Повик покрај чекањето. Да се надградуваме себе си со повеќе посети на настани од областа на културата и да не бидеме следбеници на духовната анорексичност.
Депортираните бегалци од Авганистан од Германија ќе бидат вратени во нивната земја. Представник од афганистанските власти изјави дека Авганистан е должен да ги прифати назад сите своји граѓани чии молби за азил се отфрлени. Тој прецизира дека председателот Ашраф Гани и германскиот канцелар Ангела Меркел неодамна зборувале за тоа прашање. Според официјални податоци, од почетокот на годината, 120.000 афганистанци ја напуштиле државата. Две руски авиокомпании ја променија трасата по која летаат од египетското летувалиште Шарм Шејх за Москва. Тие веќе го заобиколуваат северниот дел од Синајскиот полуостров. Airbus на руската компанија Когалим Авиа се урна на Синајскиот полуостров по саботата 23 минути по полетувањето од Шарм Шејх за Санкт Петербург. Во несреќата загинаа сите 224 патници во авионот. Сите бродови во Грција денеска ќе останат во пристаништата поради 48-часовниот штрајк организиран од Синдикатот на морнарите против новите економски мерки на владата кои го засегаат и овој сектор. Синдикатот на морнарите ги повика бродските компании кои превезуваат мигранти и бегалци да не патуваат деновиве кога е закажан штрајкот. Учесниците во штрајкот бараат спречување на измените во пензиите на морнарите кои се предвидено со реформите на грчкиот пензиски систем. Македонската кикбоксинг репрезентација доби 2 златни медали од неодамно одржаното светско првенство во кикбокс кое се одржа во Белград. Ненад Манойловски во категоријата минус 69 кг киклайт извојува победа во финалниот меч над Искендер Челеби од Турција и го понесе приматот светски шампион. Исто така златен медал освои Димитар Ѓорѓиев во категоријата 74 кг киклайт со победа над полскиот представник Јерам Нроски, со што по трети пат едно по друго стана светски шампион. Конечниот скоро 2 први места и 1 бронза го надополни македонската репрезентативка Стефани Тодорова. Инаку, освен овие награди, шлагот дојде на самиот крај кога Ненад Манойловски беше прогласен и за спортист на татами. Признание кое значи најфер и најдобар техничар со еден збор спортист со големо срце. Инаку на ова првенство настапи и делчевчанката Кристина Стојчевска, која што во осмина финалната борба имаше повреда на коленото и го предаде мечот со италијанката Иленија Челебе. Кога сме кај боречките спортови, младиот беровчанец кој живее во Германија Кристијан Воденски во категоријата до 26 кг во детската лига на Хесен и понатаму не знае за пораз. Тој извојува уште една победа за својата екипа Грисхајм, екипа која се бореше против тимот на Римбах. Популарниот кико го слобода Макс Хагедор на овој пат во борење слободен стил. Вардар и Шкендија ја продолжуваат мртвата трка за врвот на табелата и по 13-тото коло од првата македонска фудбалска лига, во која и двата тима славеа на гостински терен. Шампионот и лидер Вардар го соволда Металург со 1:0 во Маđари и ја задржа предноста од 1 бод во однос на второпласираната Шкендија, која ја победи Брегалница со 2:0 на теренот во Кочани. Работнички дури во судиското продолжение го скрши отпорот на Младост, совладувајќи го со 2:0 на националната арена Филип II во Скопје. Тимот што летоска стигна до баражот за Лига Европа, а се мачи во домашното првенство. Ренова беше подобра од Силек со 2:1 во Боговиње. На средбата меѓу Хоризонт и Шкупи во Турново немаше голови. Пред редовното коло следниот викенд в среда во 13 часот и 30 минути во Охрид ќе се одигра за останатата средба од четвртиот круг меѓу Младост Царев двор и Работнички. Идното коло ќе се одигра на 8 ноември и тоа помеѓу екипите на Младост и Металург, Шкендија Хоризонт, Шкупи Ренова, Силекс Работнички и Вардар Брегалница. Моменталната табела по одигрувањето на 13-тото коло изгледа вака. Вардар е на првата позиција со 33 бода, Шкендија со бод помалку 32, Силекс има 18 бода, Работнички, Ренова и Шкупи имаат по 16 бода, Брегалница и Младост по 13, Хоризонт Турново 12 и Металург на последната позиција со 5 бода.
Се одигра 10-то коло во третата фудбалска лига Исток. Еден од најинтересните надпревари ова коло се играше во Делчево помеѓу екипите на Брегалница, Голак и Овчеполе. Надпревар кој заврши со резултат 1:1, откако на полувреме мрежите мируваа. Водопадлива фудбалска представа во која беа создадени повеќе шанси за гол и на двете страни. Фудбалерите на Овчеполе имаа 4 100% шанси за гол преку Игор Тодоров, Јорданчо Трендафилов, Филип Митков и Тодор Мирославев. Но сепак први поведоа домакините во 84-та минута преку голот на Дарко Пешевски, додека Овчеполе изедначи преку Филип Митров во судиското продолжение. Инаку судиската тројка од Штип предводена од Димитар Пилешков без грешки го судеше надпреварот во Делчево. Инаку дербито на колото во третолигашката фудбалска конкуренција овој викенд се играше во Радовиш, каде тимот на Плачковица го совлада тимот на Беласица од Струмица со 2:1. Убедлива победа забележа лидерот на табелата Академија Пандев, кој што ја совладаа слога со високи 7:0. Осогово по подолго време забележа победа на домашен терен совладувајќи го Радово со 1:0, додека победа по подолго време исто така забележа и Штипски баби кои со 2:1 го совладаа тимот на САС од Македонска Каменица. Во последниот надпревар работник Лозово славеше на гостински терен кај тимот на Карвинци со 5:1. Ова е се во ова издание на Дневникот. Со нови содржини се гледаме во 20 часот во вториот Дневник на Канал Плюс. Имајте убаво пополдне.